Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Македонската православна црква доби нов светител. Светиот Гаврил, епископ Велички Светогорец, од вчера, кога се случи неговата канонизација, е впишан во редот на светителите. Прогласувањето за светец се одржа во храмот Свети Никола во Штип, а настанот кој што го следеа голем број верници од многу краеви на земјата и надвор од неа, е дел од прославата на 50 годишниот јубилеј од возобновувањето на Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Во неделата во храмот Свети Никола во Штип беа донесени моштите на новиот светител, епископот Гаврил Велички Светогорец. На архиерейската литургија се одржа неговата канонизација, од кога епископот Гаврил веќе се вбројува во редот на светителите. Со светата литургија че учествуваше архиепископот Охридски македонски господин Стефан во сослужение на членовите од Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На литургијата архиепископот Стефан ја објави одлуката на Светиот архиерейски синод на МПЦ за впишување на Светиот Гаврил епископ Велички Светогорец во списокот на светиите. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, од денес во ликот на Светиот преподобен Гаврил Светогорец епископот Велички, како верен народ и како црква, имаме уште еден молитвеник и застапник пред Божиот престол. Оној кој што живееше со подвигот на молитвата за сите овде на земјата, ќе биде наш горещ молитвеник и на небесата. Од денес, како народ, сме побудати за уште еден духовен великан од нашиот род, за уште еден пример на верата и образец на кротоста, за уште еден учител на воздржанието и сведок на вистината, за уште еден сад на Светиот Дух, кој за родот наш и за татковината наша, по милоста Божја, ќе точи изобилно исцеление и утеха. По неговите свети молитви, Господ да не помилува и спаси. Амин. Амин. За значењето на чинот за добивање на уште еден светител во Македонската православна црква зборуваше и техничкиот премиер Емил Димитриев и рускиот амбасадор Олег Шчербак, кои што присуствуваа на канонизирањето. Православната црква добива денес уште еден светец. Не сакам да кажам што значи ова за Република Македонија, бидејќи Свети Гаврил Светогорец е од македонски род и е во редот на светците кои што ќе го празнува целиот православен свет, а исто така ова е голем ден и за Лесновскиот манастир, каде што ќе почива новиот светец на Македонската православна црква. Овој светец ова го заслужи, бидејќи направи надчовечки подвизи и сосема заслужено денешниот настан на нашата црква го прогласува за светец и народот го празнува овој ден како празник. Нека е за многу години. Замечателным днем. Гледајте колку луѓе се собра тука. Ова значи дека овој Гаврил Лесновски Светогорец многу се почитува низ целата Македонија. Овој собитие уште еднаш потврдува цврсте врски меѓу наши два народи. И го честитаме овој свечен празник. Голем број верници од сите краеви на државата и надвор од неа присуствуваа на канонизацијата на Свети Гаврил и се поклонија на неговите мошти, кои што во текот на целиот ден беа изложени во храмот Свети Никола во Штип, а потоа однесени во Лесновскиот манастир. Голем украс на епископите, убавина на светителите, правило на монасите. Вака почнува тропарот на новото запалено кандило на новиот светител на Македонската православна црква, Светиот Гаврил епископ Велички Светогорец, кој што вчера во црквата Свети Никола во Штип беше канонизиран за светител. Епископот Велички Гаврил е роден во 1926 година во Штип од православни родители Кирил и Горица Парнаџиеви. Уште како млад се карактеризирал со посебна кротост и послушност. Во учењето бил остроумен и со посебен наставен талент во ликовната уметност, која ја кронисала и со диплома од Белградскиот универзитет на одсек вајарство во 1955 година.
Бил еден од подобрите вајари во државата. Подоцна се вбројува како професор по историја на уметноста и ликовно образование во Штипската гимназија. Иако служил во световните служби, сепак никако не ја заборавил и Божјата служба. Имал навика секојдневно да присуствува на богослужбите во катедралната црква Свети Никола во Штип. Во тоа време, иако било време на најстрог атеизам и комунизам со програмиран прогон на црквата, тој не се откажал од Бога, дури и своите ученици ги поучувал во верата. За Великден редовно им делел по едно црвено великденско јајце и им велел: деца, изедете ги јајцата, згмечете ја лушпата и расфрлете ја по градот, за да видат сите дека Христос воскресна. Иако по ништо не заостанувал за своите врсници, па дури и во многу работи бил за чекор напред, неговиот живот во се бил монашки и пред да се замонаши. Во својот дом постојано пребивал во неговата соба, читајки, молејки се и живеејки за Бога. Девственоста ја сметал за голема светиња. Во 1963 година го остава светот и светската служба и заминува со сиот свој живот да му служи единствено на Бога. Заминува на Света Гора Атонска. За неговиот престој таму добил директно благослов од игуманијата на Света Гора Богородица. Таму се подвизувал во скитот Камена во една пештера како послушник на отец Татјан Рус, кој за жал кратко време потоа се упокојува во Господа. На литургија и причест најчесто одел во манастирите Хиландар и Свети Павле, каде заради неговиот исклучителен тиво карактер го добил и називот Невидливиот, затоа што ниту го гледале кога доаѓа, ниту кога заминува, единствено можеле да го видат кога пристапувал да се причести со светите и спасителни животворни тајни Христови. Бил замонашен во манастирот Свети Павле со монашко име Отец Гаврил. За Отец Гаврил слободно може да се рече дека е еден од најголемите подвижници на денешнината. За неговите подвизи на канонизацијата во својата беседа зборуваше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Угледувајќи се на светителите Божји, се предаде на строги подвизи и со пост и бдение го умртвуваше телото свое и го починуваше на духот. Неговата храна се состоеше најчесто од сув хлеб, неретко муглосан, до масло, јајца, млеко и сирење, воопшто не се допираше, а само во саботите, неделите или на некој поголем црковен празник, од послушност кон заповедите на црквата Божја и почитувајќи ги светите канони, од кандилото со прстот внесуваше помалку масло. Во неговата келија немаше кревет, бидејќи преподобниот само малку одмараше и тоа на подот од земја, а останатото време го поминуваше во борба со помислите и демоните. Затоплување во келијата исто така немаше, зашто тој во својата постојана молитва ревностно ја бараше топлината на Светиот Дух. Така тој храбро се бореше и војуваше против желбите на своето тело и против искушенијата. Додека војуваше против лукавите демони, тој како вистински Христов војник се облекуваше во оружјето Божјо, молитвата и бдењето ги користеше како непобедливо оружје, а пак верата и постот како штит со кој ги гаснеше вжештените стреби на непријателот. Светиот Гаврил епископ Велички имал голема љубов кон верниот народ, често ги собирал за големи празници и им држал сенојкни бденија. Бил строг кон себе, а благ кон другите. Сите ги поучувал во кротост, љубов, долготрпеливост, саможртвеност, ревност за Бога, верата, молитвата. Имал голема вера и љубов кон Бога, така што, зашто и да го помолил Бога, веднаш го добивал. Во 1981 година од синодот на МПЦ бил унапреден во архимандрит, а на 28 август на празникот на Успение на Пресвета Богородица во 1989 година е хиротонисан и за епископ со титулата Велички. Неговата блиска смрт си ја предвидел и самиот се отслужил 40 за упокоени литургии.
се упокојува мирно на молитва со своето сакано евангелие на гради и со бројаницата во рака. Пред да се упокои, самиот се си подготвил за својот погреб и на едно ливче напишал јадењето да го подготват без масло. Се упокојува на 12 јануари 1990 година. Неговите мошти за цело време ќе пребиваат во Лесновскиот манастир. Во Окочани 227 матуранти од средните училишта полагаа прв предмет од државната матура. Полагањето се спроведе без никакви проблеми. Во наредните денови матурантите ќе ги полагаат изборните предмети. Во саботата матурантите од двете средни училишта од Кочани го полагаа првиот задолжителен предмет од државната матура. Од двете средни кочански училишта македонски јазик полагаа вкупно 227 матуранти. Во средното општинско училиште Љупчо Сантов матура полагаа 178 матуранти, распоредени во 12 училници. Испитот започна и се спроведе навреме и без никакви проблеми. Полагањето го следија атестатори од Министерството за образование и наука и од Бирото за развој на образованието. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев македонски јазик од државната матура полагаа 49 матуранти, додека останатите 141 ученик полагаа завршен испит. Во наредните денови ќе се полагаат изборните предмети, а првичните резултати се очекуваат по 10 јуни. Кривична пријава од Кочанската полиција заработи вработен во Кочанската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми. Тој е осомничен дека поради злоупотреба на службената должност ја уштетил фирмата за над 87.000 динари. Надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани поднесе кривична пријава против 37-годишниот ЛН од Злетово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањето. На 27 и 29 септември минатата година пријавениот во својство на службено лице, референт за сеча, дотур и превоз во приватни шуми во јавното предпријатие Македонски шуми, шумско стопанство Осогово, ги пречекорил границите на своите овластувања. Како што утврдиле полициските инспектори, осомничениот издал 3 испратници за превоз на дабово огревно дрво за извезена дрвна маса од една парцела во вкупна количина од 35,5 кубни метри огревно дрво. Наведената количина била изнесена, но утврдено е дека таа не потекнува од наведената парцела, односно во наведената катастарска парцела за која се изготвени испратниците воопшто не била извршена сечата. Според проценките, со ваквото противправно дејство, вработениот во шумското стопанство Осогово од Кочани им овозможил на собствениците на споменатата катастарска парцела да се стекнат со противправна имотна корист од 87.350 денари. Преку игра и песни, децата од детската градинка Павлина Велјанова покажаа што научиле од неколку годишниот престој во градинка. Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа завршната приредба на децата од големите воспитни групи од сите 4 објекти. Завршна приредба на децата од воспитните групи од 5 до 6 годишна возраст од детската градинка Павлина Велјанова се одржа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Учествуваат децата од сите објекти кои се регистрирани под различни наслови: бамби, звездички, сончогледи и цветови. Децата низ игра направија ретроспектива на се она што го научиле во градинка, место каде што стекнаа знаења, вештини, навики и интереси. Преку приредбата што ја подготвија заедно со воспитувачките и негователите од градинката, децата пренесоа пораки. Присутните ги поздрави директорката на градинката. Низ музичко-сценски игри, децата ќе ви ја раскажат нивната приказна, што всушност представува и наше вечерашно мото. И детската градинка Павлина Велјанова веќе 45 години ја раскажува својата приказна. Приказната за растот и развојот на низа генерации на предучилишни деца. Наша, а и ваша должност и основна цел е да ги почитуваме способностите, потребите и интересите на секое дете, затоа што тие деца се нашиот свет. И ние треба да вложиме се
Многу љубов, учење, разбирање, доверба и толеранција ни се потребни за да го направиме тој свет прекрасен, на што ние ќе бидеме горди учители, а вие горди родители. Салата на Центарот за култура Бели Мугри не само што беше исполнета до последното место, туку луѓе имаше и до влезните врати на салата, што сака да ја проследат завршната приредба на своите најмили. Детската градинка Павлина Велјанова ваква приредба одржува секоја година, а во текот на годината спроведува проекти од интерес на децата. Следуваат информациите од спортот. Младинската школа Слога 1934 од Виница викендов организираше турнир во мал фудбал со учество на 12 екипи од генерациите 2006 и 2008. Фудбалерите на Младинската школа Слога 1934 во генерацијата 2006 и екипата на Фудбал Старс во генерацијата 2008 се победници на првиот детски фудбалски куп Винеам 2017 во организација на школата од Виница. На овој куп настапуваат 6 екипи поделени во две генерации 2006 и 2008, тоест 12 екипи во двете генерации има по 6 екипи. Гости на овој прв детски куп, значи ние како домаќини Слога, потоа Фудбал Старс од Кочани, Каменица Саса од Македонска Каменица, Китго од Пехчево, Валандо од Миравци и Младост Тошев од Оризари. Значи на овој детски фудбалски куп настапуваат негде околу 200 дечиња. Рекреација со јакнење на надпреварувачкиот дух кај овие надежни фудбалери е целта на купот кој треба да прерасне во традиција, а имајќи го во предвид и актуелниот пласман на домакинот и организатор. Младинската фудбалска школа настапува моментално во двете лиги, тоест во детската фудбалска лига која е организирана преку Фудбалската федерација на Македонија и во јуниор лигата која организира фудбалскиот клуб Вардар. И во двете лиги настапуваме, значи моментално ни останува уште завршниот турнир со фудбалската школа, јуниор лигата преку фудбалскиот клуб Вардар, со детската лига завршив. Значи во генерацијата 2006 го освоивме второто место, а во генерацијата 2008 третото место. Првиот фудбалски куп во Виница се организираше со целосна подршка од приватниот сектор. Завршните надпревари од турнирот во мал фудбал посветен на прерано загинатиот армиски капетан Кирчо Димитриов викендов се одиграа во Виница. Подршка во организацијата даде локалната самоуправа која ги обезбеди паричните награди за најдобрите екипи. Општина Виница и роднините и пријателите продолжуваат да го негуваат споменот на капетанот Кирчо Димитриов, кој беше првата жртва на македонските одбранбени сили во конфликтот од 2001 година. Во негова чест во спортската сала во Виница што го носи неговото име, викендов се одиграа завршните надпревари од четвртиот меморијален турнир во мал фудбал, на кој учествуваа 11 екипи од градовите од источниот регион, како и од армијата на Република Македонија. Организатори на турнирот вообичаено се пријателите на капетанот Димитриов, а покровител е локалната самоуправа. И оваа година пред виничката публика можеше да се види една прекрасна атмосфера и прекрасен фудбал, пред се ферплей. Финале на минато годишните и пред 2 години победниците на турнирот, значи прекрасно финале. Првото место оваа година го освои, значи минатогодишниот шампион, екипата на ЕПТ од Виница. Наградниот фонд ќе биде распределен на првата екипа 23.000 денари, на втората 18.000 и на третата 13.000 денари. Во завршните надпревари, освен победникот ЕЛТЕ, учествуваа и екипите на Унипап, Патриоти и Буда. Меморијалниот турнир се играше по систем на елиминација, односно секој со секого, а кочанската екипа за мал фудбал Унипап го освои второто место. За најдобар стрелец беше прогласен Ненад Трајчев од победничката екипа на турнирот. Наградата за најдобар играч му припадна на Иван Стојчев од Унипап, а најдобар голман беше Горан Николов од ЕЛТЕ. И уште една информација од спортот.
Фудбалскиот клуб Осогово ќе учествува во надпреварите за Купот на Македонија, откако на предквалификацијскиот надпревар во Берово го победи Малеш. Баскет Дино го освои второто место во М12 кошаркарска лига по поразот од МЗТ во финалниот надпревар од турнирот на најдобрите 4 екипи. Фудбалерите на Осогово ќе играат во надпреварите за освојување на Купот на Македонија, за што виза обезбедија на гостувањето во Берово против екипата на Малеш. На предквалификацијскиот турнир на кој требаше да учествуваат 4 екипи од регионот, со ждрепка било одлучено Беласица и Плачковица да се пласираат директно. Третиот учесник во Куп надпреварите е добиен по средбата меѓу Беровскиот и Кочанскиот третолигаш, во кој гостите од Кочани победија со 5:0. Одличната игра што ја прикажале жолто-сините, добрата атмосфера за надпреварот и солидното судење на судиската тројка Јаневски, Џамов и Гицов од Кочани во ниту еден момент не ја довеле во прашање победата на нашиот тим. Тоа било навестено уште во втората минута од играта, кога Аксентиев ја довел својата екипа во водство од 1:0. Вториот гол за Осогово го постигнал Натков во 27-та минута, а на самиот крај од првото полувреме во 45-та минута нашите фудбалери го зголемиле водството на 3:0 со голот на Манов. Агресивната игра продолжила и во вториот дел, па веќе во 66-та минута Кочанскиот третолигаш водел со 4:0, а голот го постигнал Тасов. Конечниот резултат на надпреварот го поставил Андреј Коцевски на 5 минути пред крајот на средбата. Сега ќе се чека на ждребувањето за надпреварите од првото коло за Купот, за да се види која екипа ќе им биде противник на нашите фудбалери, кои во меѓувреме веќе размислуваат за настапите во втората лига од наредната сезона. Младата екипа на Баскет Дино, која се надпреварува во М12 кошаркарската лига, викендов учествуваше на завршниот Final Four турнир за конечен пласман во овогодишното првенство. На надпреварите на кои силите ги одмерија најдобрите 4 екипи од регионите, нашите момчиња имаа сериозна шанса во борбата за врвот, но не ја искористија, откако во финалето загубија од МЗТ. Турнирот се одигра во салата Јане Сандански во Скопје, а во првата полуфинална средба Баскет Дино ја победи екипата на МВП Академија од Струмица. Во второто полуфинале пак играат двете скопски екипи, МЗТ и Водно Санс, при што подобри беа металците, кои им беа противници на нашите момчиња во борбата за титулата. Нашите кошаркари добро ја започнале финалната средба, а постојано биле во водство. На 1,5 минута пред сирената да го означи крајот на надпреварот, тие имале предност од 2 поени и напад, но направиле почетничка грешка, пошто ја изгубиле топката. Домакините успеале тоа да го казнат и на крајот да обезбедат победа од 42:34. Сепак, и освоеното второ место во првенството на М12 лигата за нашите кошаркари е огромен успех, со што тие само го потврдија големиот талент, одличната подготвеност и желбата за победа, а Кочани го вратија на мапата на градовите каде кошарката има долга традиција и добра иднина. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.